поддржано од Simpex. Нова епизода брчиме со Дуле, како ни тргна од Битола да вадиме само некои победници, само некои квалитетни дечки. Многу ми е кеф, на денешен ден, иначе кај што снимаме емисијата, излегва емисијата со децата што победија на НАСА хакатонот. Да. Денес треба да излезе. Само победници битолчани. Само победници. Се радвам што можеме се почесто да снимаме емисија во која што ќе ги спромовираме нашите дечки од Битола, и ние сме да се пофалиме, и не е точно дека мажите се фалат само кога ќе клецнат, туку се фалат и со успеси. Точно. Денес со нас се победниците од надпревара од средношколски милионер, така се викаше средношколски милионер, тимот Stay B. Со нас се денес Јован Талевски, Иван Секуловски и Марио Рабаджиевски. Ги погодив имињата и презимињата. Добре ни дојдовте, дечки, нас ни е кеф и задоволство што ви имаме денес со нас тука. Фала ви многу што дојдовте, без никаков проблем. Ние се допишвавме пред да во текот на надпреварот, ако не се лажам, така? Иван, ти ми пиша? Активно бевме во армијата на берење гласови. Да, од почетокот со нас. Уште од почетокот и не зажаливме што вие дадовме нашата поддршка, баш напротив. Денес сакам така лабаво да си поправиме муавет, како поминавте, што поминавте, како тргна идејата. Обично многу ме интересира како вие тројцата се собравте, истото ги прашавме и дечките што беа од НАСА хакатонот. Затоа што пак направивте нешто што е голем успех на државно ниво и е нешто што ние сакаме да го испромовираме како една прогресивна мисла меѓу младите што ја има. Така да кој што сака нека почни сакам прво да кажете само во која школа учите и по нешто за вас, како вие настрана што правите нешто друго за да се најдите во овој надпревар. Па од кај сакате, може да почнеме. Јас сум Марио Рабаджиевски, учам во средното училиште Таки Даскалот, струка транспорт експедиција. Во слободно време сакам да спортувам, одам в теретана и вака гледам да научам нешто ново што ме интересира за вештачката интелигенција. Океј. Иване? Јас сум Иван Секуловски. Се пријавивме на надпревар средношколец милионер како тимот Стеви. Јас сум лидерот на тој тим. Ние се собравме уште од порано и се интересираме за вештачката интелигенција и како таа може нас да ни помогне. Има многу голем дел на популацијата на луѓето кои мислат дека вештачката интелигенција ќе не замени нас, дека таа ќе живее место нас. Ние сме тука да му докажеме спротивното, дека таа ќе работи за нас, дека ќе помага, дека нема ништо лошо. Тоа е интересна тема што да ќе разговараме денес. Ние со кумпата баш во тој дел сакавме повеќе прашања да ви поставиме. И одиме уште со Јован. Јас сум Јован Талевски, учам во техничко и во слободното време исто сакам да истражувам, да учам вакви нови алатки, автоматизации. Тоа е нешто што ме интересира, што знам дека ќе вреди да вложам време и значи сите сте од различно училиште, Да. комбинирани заедно, тотално и различни струки учите. Да. Дали кај некој од сите тројца на училиште или колку во Македонија во средно образование моментално е присутна artificial intelligence или вештачката интелигенција? Дали некако е вметната во предметите, учите, а користите на било каков начин или се уште по стар систем работиме? Конкретно во нашиот образовен систем воопшто не е вклучена вештачката интелигенција од аспект на учење. Ама од аспект на ученици, сите ученици користат ChatGPT за учење, за препишување, за состав пишење, да, препишување. Че уште ја користиме за, како да речам, не баш за тоа што треба да ја користиме вистински, туку ја користиме за да обиколиме некој прогрес. Вашата идеја, систем 4, е уствари AI решенија за хотели и ресторани. Да. Како дојдовте до таа идеја да биде баш решенија за хотели и ресторани? Па тоа е прашање што сите скоро ни го поставија, значи ние за овој надпревар кој требаше да пишеме идеја, напишавме за хотели, оти најмногу имаше смисла таа област, оти најлесно може да се представи проблемот и решението. Сепак ние не сме ограничени на хотели и планираме да се шириме. Так. Може да се примени овој систем во други области, да се прошири. Ама во хотелите конкретно, на пример, тие најмногу имаат
работа со рецепционери, со Така. зборување со резервации. Сега пример, начинот на кој што обично човек резервира соба во хотел, најчесто му звони на рецепција и проба да резервира соба. Сега многу се случува, не се збора, ама се случува да некој звони на рецепција, ама оти рецепционерот веќе збора со некој друг, овој што пробува да звони веќе да се одбија, Точно ли често сместува гости, не е присутен не е во присутен, телефонот, звони на да. чекање, овој ќе бара друг хотел. Така хотелите губат многу гости. Премногу гости така губат. И сега тоа е главниот проблем, да речем, што го решаваме. И покрај тоа што има хотели што немат веб страни, и тоа често се случува и тоа често се наоѓа. Или пак не му се добро организирани веб страните и луѓето сега како што поминува времето сакаат се полесно да прават работи, не ќе додат на веб страната па да барат контакт, па да барат телефон, па да звонат. А обично на веб страни има додатен попуст, обично кога резервираш соба, во смисла на Booking ги продава поскапо, а нивната официјална веб страна поевтино ги продава, дури и попуст има која користиш. Али од мое лично искуство многу му се крш веб страните на многу јаки хотели или не мора да се јаки хотели, ама збораме за јаки држави, на пример хотел во Холандија последно букирав. Перфектен беше хотело, локација се, веб страната му беше крш, али морав да букирам преку веб страна затоа што беше 20 евра поевтино, не се малце пари. Да, да, И многу тешко ми беше да се снајдам на веб страната, така да шов печаток тој ќе остане. точно, да. Вие убо тргнавте со помислата заради тоа што знаеш, ќе речи некој сакам да бидам како некој што го измисли Google пример. За да имаш една добра идеја, според мое мислење, треба да му решиш на некој некаков проблем. Вие тоа го направивте со вашиот систем 4 за решенијата за хотели и ресторани. Колку беше тешко да навлезите во анализата за проблемите на хотелите и рестораните, конкретно, за да вие го решите нивниот проблем Да, баш на ваш начин. инспирацијата уствари. Како дојдовте, баш тек за хотели ќе работиме. Брейнсторминг имавте или Па прво за определиме определен сектор во кој што ние ќе се концентрираме да станеме експерти во тој сектор, потребно да направиме длабока истрага. Очигледни се проблемите, како што кажа ти, сите имаме такви впечатоци од веб страни, од неорганизираност, Да, од резервации. Ние дури кога се јавувавме по хотелите направивме истрага. Се случуваше тој проблем, нашите линии се одбиваа, чакавме да се прејавиме. Во секој случај проблемот беше многу очигледен и беше најлесен да се реши во оваа област. Ама нормално има во други области многу повеќе проблеми, само треба да се направи подлабока истрага за тој проблем. Така, добро, вие си ја направивте вашата Да, истрага што ви беше потребна за овој проект. Марио, кажи ми ти на каков начин учествуваше во цела ова работа? Па јас го имав одделот да ги гледам хотелите и да ги гледам нивните проблеми, за да ги анализираме подобро. Да одберав област кај ќе анализирам. И сега придонесов во другите работи, ама најмногу во таа област јас Така. помошив. Значи сите си а во бевте... целокупната работа имаше кодирање, работевте код, програмски јазик нешто или само се подпиравте на artificial intelligence? Значи, за да ги создадеме овие, ние, што направо беше за идеја, ние ја кажавме идејата и објаснавме како ќе работи. Во процесот на изработка ние сме способни да ги изградиме тие системи. Сега потребно е користиме платени алатки. Нормално тоа го спомнавме во надпревара, користиме платени алатки што сега не можеме да ги направиме. Ние едноставно пробни верзии направивме. За кодирање, од страна на кодирање потребно е минимално кодирање. Треба доволно да сваќаш да прочиташ што пиши кодот. Не мора ти да го пишеш, можеш на ChatGPT да му речеш да ти направи код. Да, Тој ќе да, направи брутален дефинитивно. код, ама треба да сватиш што прави кодот. Оти треба да знаеш кај треба да смениш да го приспособиш за твојата Точно, да автоматизација. најдеш поентата што ти е Да. напишано. Сега за тие алатките претежно не користат код, користат така наречени блокови, модули, како сакате кажете ги, од едно оди кон друго, ќе се случи ова оди кон трето, ќе се случи тоа оди четврто, ако се случи тоа оди горе, ако не оди долу, прави го тоа или тоа. Чисто сценарио, скрипта, баш по која сценарио, функционира. баш да. сценарио. Така Како се собравте тројцата, бе? Ние со кумбата и со Мими и со Јоцо ќе се собериме за нешто, не знам, ќе си правиме нешто наше. Ќе се смееме или ќе снимаме некој интересно стори. Вие како се собравте? Од деца сте другари? Да, значи ние сме и дури разлика во години, ние двата сме 2009-та, тој 2008, една година поголем. Ама сите учевме заедно во основно, во Тодор Ангелевски.
од исто училиште потекнуваме сите во основно, таму веќе започна и дружбата како другари, подоцна и во истрага на вештачката интелигенција, како што кажав, ние бевме фасцинирани од моќта на вештачката интелигенција уште пред 3 години кога излезе ChatGPT. Јас уште се фасцинирам, не можам да се уште. дофасцинирам. Да, цело време напредува со нормална брзина, таа оди напред. И додека истражувавме се, сплотивме заедно, составивме една идеја, која што и подоцна излези прилика да оствариме со средношколец милионер. А таму како беше, тоа беше како конкурс објавен, како Извини што те прекинам, само пред устата молим те микрофона Да. за да може да те слушнат гостите, ние Да. те слушам. ми е прашањето во смисла имавте некој ментор, пошто сте од различни школи, пак ќе речам како дојде до идејата. Вие го видовте на преварот дека ќе се одржи средношколен милионер. Како рековте, ајде. Марио, Јован и Иван одиме тројцата. Тоа беше онлайн конкурс објавен на нивната веб страна, си имаа за натпреваро, конкретна веб страна milioner.mk, таму требаше да аплицираш со идеја. Кој е тим лидер, кој е, како се вика идејата, мал опис за идејата, опис за проблемот кој го решавате, опис на решението, бизнис модел, модел на заработка и членови од тимот и која е нивната работа. Тоа беше, така се аплицираше за надпреварот. Ние го дознавме тоа од тие ојда во горната гимназија, таму да го ја презентира и на ден надпреварот го презентира и од таму не собра Иван. Ни рече, видете, се организира вакво нешто, дојде во горната презентират, дојде и во техничка презентират, само што 3 дена пред да затвори надпревар. А во горната, кај Иван презентира многу порано, имавме многу поиќе време да се спремиме. И Арно тој што не собра, оти пример, ако чека ја на мене, јас ќе му кажев 3 дена пред да затвори конкурсот и ништо А немаше. колку време ви требаше, ете Марио ќе прашаме, колку време ви требаше да го склопите цело како ете производ, како завршен дел да го презентирате пред комисија таму или жири што и да имаше? Колку време работевте на нештото? Па ние почнавме уште првиот ден со тоа, ама ние се до денот пред да презентираме, ние именувавме идејата. Така. И презентирањето, ние имавме такво право и уште на сајтот таму да менваме. Цело време менвавме, цело време ги ни текнеше нешто ново додававме, ама од првиот ден нас ни беше како школката, основата имавме и само ја дополнувавме цело време. Така. Следно прашање што сакам Иван да го прашам. Видов доста тимој, имаше премногу тимој. Не знам, кој беше вашето чувство, дали ќе победите или не, пошто знам тоа одеше во неколку кругови, така, прв, втор круг. Не бевте најпопуларни на почеток, имаше доста попопуларни тимови од вас, за на крајете вие да победите да однесете дома наградата. Значи, во однос на популарноста, тоа беше во вториот круг. Тоа беше процес на гласање, односно сите идеи беа објавени на вебсайт. Гласање од публика, Да, од публика. односно од граѓани, Да. така. И сите требаше да си прочитат своја идеја и да ја одберат, ама кај нас тоа не функционира за жал така. Да. Има тоа функционираше на одел кој колку луѓе ќе собере, никој нема да стане да чита. Точно. Затоа ние баравме луѓе како вас кои ќе ни помогнат да се пласираме во топ 20. Застанавме на 7-мо место, нема врска тука дали идејата е добра или не, толку колку луѓе ќе соберат. Точно. И сега во полуфиналето веќе се открива која идеја колку вреди, не со гласање, туку според квалитетот на Така, идеја. значи сепак комисија одлучи кој ќе биде Да, победник да. без разлика од колку луѓе собрал. Да. Дечки, јас во животот немам видено никако изгледа 1 милион, немам ни добиено. Вие добивте 1 милион денари. Кај ќе ги трошите, бе? Прво треба да помине некој период да се стабилизираме, уште сме под импреси, помина само една недела од победата. Да се собериме пак, паметно да ги вложиме парите, сепак не треба брзање да се прават глупи ризици што точно, потаму точно. нема воопшто да значат. Значи треба време да се стабилизираме и ќе одлучиме се. Да, мислам, глобално зборам, сигурно нема да се купите нови компјутери или така натаму. Мислам, планирате да ги вложите во бизнис, ова нештото што сега го измисливте, се гледате како ваш бизнис, би го работеле, би го продавале во светот? Се разбира, тоа е нешто, тоа е што го работиме, ние целото свое време ќе го посветиме Пошто таму. звучи како глобално, ете, Да, Македонија да. може немаме премногу хотели кои би го купиле и така натаму, обично некаде и газдата, и рецепционер, и чистачка, и се, али во светово би функционирало и би го продале многу добро.
Па види, натаму оди работата. Јас, например, кај што работев на еден клиент до пред некое време, пошто звонев во Америка најчесто, и сите поголеми компании, па и помали компании настојуваат Artificial Intelligence да збора со луѓето. Едноставно, што велиме дека не се стига да се крева на телефон. Не можеш ти 50 луѓе да клаиш за да креват на телефон цел ден, нема кој да ги плати тие. И можев да заприметам дека доста се унапредени во разбирањето со Artificial Intelligence гласот што збораш, во смисла да те разбери што му бараш, што ти са реално ако правиме муавет, не можеш со него така муавет да си правиш како со ова, меѓутоа ако клучни зборови ако користиш во нештото, можат доста да ти поможат и да. Како што рече Иван, многу брзо оди напред, на пример сега порано требаше ептен литературно да му збораш македонски за тој да го препознае јазик и да ти врати. Да. Сега препознава и дијалекти, са не знам струмичани како ги разбирам, а битолчани кога ќе збораме битолски, да, ги разбира збороите, ги знае. Да, и ова веќе. идеја е уба затоа што Джам да му речеш знаеш што е. Што е, може да ја продадеш глобално, сигурен сум дека ќе продолжите да ја развивате, пошто таа идејата што ви победи и понатаму ќе ви прерасни во еден бизнис, ме интересира кој ги смисли имињата на тимот и на проектот. Прво за името на тимот, тука имав најголемо учество јас. Тоа произлегува од едно мото кое гласи Be creative, stay automated и тука дојде stay be. А во однос на името на идејата, јас мисли Јован, како Систем 4, тој нека каже што значи. Значи, Систем 4 ја крстивме, бидејќи се состои од 4 составни делови, да речам. 3 се тие трите решенија кои ги продаваме на луѓето. Тоа е телефонскиот агент, асистентот за веб страна и самата веб страна. А другото, тоа што работи кај нас, ние го нарековме Систем Прим, тоа е тоа што бара хотели и што ги контактира. Тоа работи кај нас, тајно да речем, мислам не се гледа неговата работа. Тоа е тој систем Како што работи. скаут што така. Баш. Сега затоа од 4, дека е составен од 4, затоа го нарековме Систем 4. Значи се има свое значење Да. во идејата. Друго што ќе сакав да ве прашам, па не знам што сакав да Јас ве мислам прашам. дека се спремни веќе за фирма, гледаш брендирани се, имат логоа, имат униформи, имат Ама се. како е 2008 рече, кој е 2008? Јас Ти си 2008, чекај рано му е уште Не е рано, нас не е касно. нас не е Ние не касно. успеавме до 40 години да бидиме сами своји газди, Муаветот ама ми е што сега после ова не останувате сами, колку што можев да видам на интернет да испрочитаме дека позади вас застануваат и самите Brainster кои што ви дават некоја опција за развивање на вашата идеја. И видов и дека имате и уште некои други придобивки од некои други фирми, точно е тоа. Како поддршка финансиска или како не знам. Не мислам за други фирми. Тоа беше едноставно тие Brainster што рекоа, тука ви сме на размислам вие на нашиот надпревар гледивте. Так. Тука сме ние, мислам, тоа беше поентата, тука сме ние, еве сме. така И сепак вие е сте поддршка, контакт да. држим. Да. Точно. А дечки, вака што мислите за вештачката интелигенција? До кај би одела? Знам дека не се плашите, се плашиме ние постарите. Вие знаете како функционира. Еве некои, не знам, ваши замислување, пример 2030 година како би функционирала според вас? Чисто Значи, вештачката интелигенција се движи со нормална брзина. Многу брзо се развиваете. Да. Ќе кажеме еден конкретен пример. Ние кога аплициравме за идејата, немаше можност да направиме телефонски агент на македонски јазик. Кога веќе беше готова апликацијата, тоа беше возможно. Имаме перфектен македонски јазик, може да зборува на македонски во јазик. рок од колку 2 месеци? месеци. За 2 2 месеци. месеци. Значи, Движи многу брзо. Така. За понатаму дефинитивно премногу процеси што ги завршуваме ние луѓето за долго време, ги правиме комплицирано, ни губи време, посебно пари на бизнисите му губи. Вештачката интелигенција ќе ги прави без грешка и премногу брзо. Тоа е тоа што му треба на бизнисите, тоа тие го сакат. Наше да го представиме само проблемот кој што му губи активно пари, веќе долго време ќе кошта премногу пари. Сега вештачката интелигенција ќе го реши тој проблем. Така. Значи сепак доаѓаме на муабетот дека ќе си патат многу работни места. Да, дефинитивно. Во овој случај нема потреба газдата од рецепционери, така да. видите, си Многу сепак потребни, рецепционери. треба Сепак некои има. куферите да ги
Однеси треба Така, некој така, да му така. каже кај е собата. Значи ова е како асистент, уствари на Помош му дава, да. помош на на Всушност како рецепционерот. што читав негде, има ја напишано и се согласувам со ова, вештачката интелигенција е тука да ги натера луѓето поиќе да работат. Така. Да, а представата што ја има поголем дел може од луѓето што ја имаме, ајде, може и така ни е представена дека ќе оглупиме, дека нема да го користиме мозокот ако има вештачка интелигенција или согласувам. не знам што. Не се согласуваш и тоа е точно заради тоа што е битно начинот на кој ќе ја користиш ти вештачката интелигенција. Ако ја користиш ти за да те научи како да препишуваш на факултет, тогаш да, ќе отупиш во мозокот, ама ако ја користиш како тие, како Да. дечките од претходно што ни беа гости или не знам некои други, тогаш треба некако може поинаку да ни се презентира за придобивките на самата вештачка интелигенција. Еве вие ова што го правите сега е за придобивките од вештачката интелигенција, така не е само Да. чат GPT да Марио, ти... геймери сте, играте игри? Па не е често, ретко. Ама сакам да се надоврзам, ние го представивме тој во пичот таму кај што го презентиравме, дека AI е цунами кој се приближува кон град. Луѓето бираат дали ќе бегат или ќе сурфат, а ние Да, сме тие што даваме даски да сурфат, што е еден вид даски фактички имаме ние. Точно. И sad ти одлучува дали ќе судат или ќе се научат да сурфат. Тоа некако треба протурните во кај постарите Да. генерации, и многу Види, се скептични. Статистички е докажано дека игрите што ги игравме ние како деца се збора за, не знам, Супер Марио или некои такви, Пајките со пиштол. ти дават да се потрудиш и да се мачиш. Имаш 3 животи, немаш респаун, тоа што го викат и така натаму. Да. И не терале да размислуваме длабоко, да добиеме трпение и така натаму. Да откриеш нешто, да ја решиш загадката. Сега колку што знам новите игри се хинто имаш еден куп, ти светка кај треба да одиш, Респаун. респаун има аутосейф на секои 10 секунди и така натаму. Во смисла ги прават децата да се позависни, да се На по-глупи, полесниот по-отупени. начин. На полесниот Така да начин. луѓето што не играат игри заради тие работи што му се да речам ете недоволни за мозоко, играат со artificial intelligence како вас. Марио, апдейт некој, нешто апгрейд, планирате да правите нешто што ви е во замисла следно, како би го подобриле производот што веќе го имате? Па ние на секој се апгрейднуваме, на секој се менуваме, пошто напредва вештачката интелигенција. Така, Например, така. ние денес колку што го имаме тоа составено, денес е во најдобрата верзија, ама например за една недела тоа ќе се подобри, ќе излезе нова алатка што ќе биде подобро таа што ја користиме. Така. И фактички ние на секој се апгрейднуваме, се прилагодуваме на сите нови алатки и сите работи што излегуваат. Така. А дали ви се јавија женски се откако сте милионери за да ги носите по вечери, по ручеци? Gold Diggers имаше? За жал, мислам, не за, за среќа, хај За мене не. среќа. За среќа, за сега не, значи няма да попарите. И тоа може мите до А негде кој ви дојде. бил последниот апгрейд, Иван? Конкретно во нашиот систем 4 имаме многу апгрейди секој дневно. Последно мене што ми текна мене е како надоградба на бизнис моделот, а тоа се outbound calls, односно како не рецепционерите, телефонските агенти би му звонеле на луѓето. Така. Не мора секогаш луѓето звонат кај рецепционерите. Може само да се јавам јас да прашам нешто околу хотелот. Во процесот ќе оставам пример име и пород веќе е зачуван. По 2-3 дена вештачка интелигенција звони назад да праша дали планира да Тоа направи се со аудио, значи Да, збораме Телефон, сим карти. artificial intelligence Аудио, што да. ќе збора или тоа оди само чат? Не, Зборот и без може и зборот. чат, ама во случајот е разговор преку телефон, Така, како што И јас разговараме. мислам по случајно на телефон. работа ми звонеше, ја пошто работев како на кол центар, ми звонеше и ги сеќававме дека се artificial intelligence. И сега во таа работа не ни требаше да комуницираме со нив, ама веќе е тоа да речам во Америка се Да. користи звони. Па подобро да Artificial слушаш intelligence, да. artificial, Те отколку прашва индиец. ќе обновиш, нема да Побрзо ќе обновиш, се такви разбере. некои работи што ќе му придонесат на самиот бизнис да знае во кој правец да оди. Добро, до кај сме режија, не видов да Јас мафта. мислам една пауза на мала да направиме. Пошто на 2 пати ние емисијата си ја делиме по пола Да. сат, И можеме една кратка пауза да направиме и се враќаме. Минута за нашите поддржувачи. Мебелви од Виница беа први кои што се одзваја на нашето барање за соработка и ни овозможија да ги имаме овие две преубави и префенси фотели во нашето студио. А исто така и нашето двосетче е купено од Мебелви, лани кога почнувавме емисијата.
Така да сакам да испратам едно големо благодарам од екипата на Брчиме со Дуле, затоа што не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат и она што го промовираме во нашите емисии, а тоа е човечки вредности, една прогресивна мисла која што денес на сите ни е многу потребна. Исто така и нашите генерални спонзори, Simpex од Битола, кај што можете да најдете буквално се од штрафцигер до багер, така и нивниот слоган. Преку нивниот програм за рачен, електричен, батериски алат, земјоделски програм, масла и мазива програм, гарден програм, форест програм, градежен програм, каков и да замислите програм го има во Simpex. Така да големо благодарам и до нив. Да почнеме со едно прашање, сакам ме интересира вашата поддршка од дома. На ова што го направивте, ваша реакција на вашите родители, сигурно се горди на вас, нема кој не е горд. Како изгледаше поддршката од вашите и како И дали ме разбраја прво што сакате да правите? И колку не само родителите, колку луѓето вака околу вас после победата ја сваќаат тежината на ова што го направивте вие, затоа што ова што го направивте стварно е голема работа во толкава конкуренција колку што видов 400 и нешто. Да, проекти, идеи беа понудени на тој надпревар. Битолчани победија. Па дека не разбраја од дома што правиме, не верувам дека разбраја, едноставно постарите знаат само за ChatGPT и толку, мислам дека Ако знаете, чач. Не. Ако знаете. поддршка имавме, веќе еден родител на Јован родител дојде со нас Скопје, беше со нас таму да не спроведи, после како оди Супер. Скопје голем град и ние Да, тешко се да, снаоѓаме, да. плюс одедно со друг хотел, изнајмувавме да преспијаме таму. Имавме вистина стварно поддршка што значи во тие моменти. Кои беа реакциите после победата? Фасцинантни беа, многу и очекува ја дека ќе победиме, пошто секој своето дете Фала е Богу. најдобро. Да. Ама пак има ја верба во нас што Битно Не ви дојде кажа ова. колку се 1 милион денари во евра? да, Па не кажа. Добро. Колку се? 16.000. Добро. Иван ти? Кај мене поддршката од дома, јас прво од почетокот ние ојдовме таму со амбиција дека ќе победиме. Му кажавме, знаеме дека ќе победиме. И сега нормално сите очекуваат дека сите кефаме мали и се не знаат што зборат. Во однос на тоа никој не веруваше дека ќе победиме. Мајките, посебно мојата, многу и емотивно реагираше, сите беа пресреќни дека победивме. И покрај тоа што очекувавме, што му кажавме дека ќе победиме. Па овде само јас сум родител од сите што сме тука и Кико, ама кај Кико е уште искра малечка. Еве син ми е 10 години на школа, да речам, убаво оди сите тие работи и можам да го разберам тој кеф и таа возбуда што има секој родител за ова што го правите вие. Така да мило ми е што ве поддржале и тоа е многу битно Да. од дома да бидете сите поддржани. Уште ти не ни кажа. Кај тебе како беше? Ти ми си од сите така најмногу ми збораш, најмногу уклучен си. Дрндам. Најмногу дрндам. Најмногу дрндаш, Затоа да. си има посебен микрофон. Посебен микрофон, да. Значи реакциите за мене поддршка е да не ми одмагаш. Тоа за мене е најмногу нешто што ми значи. Моите значи беа таков тип на поддршка како што ми треба. Ми помагаа со тоа што ми требаше помош. И ете татко ми како што спомнав не однесе, не ми поможи да се снајдиме. Тоа е поддршка за мене вистинска. Тоа што зеде еден ден, тоест два, да не однеси, да не врати, да ни најдиме исто кај да седиме. Тоа беше за мене поддршка, како и сите други што гласаја од вас поддршката што не кладовте. Значи сите добивме поддршка, од дома беше реакцијата позитивна, не знам како победивме, не прогласија, не цели 5 минути телефоно На секое. Значи имаше луѓе што ве прателе, што Кога чекале. стигна Да. свика од Скопје до Битола, од Битола од некој до некој друг, некој скроз трет ми звони, кога стигна свикам, сите ми звонат. И според тоа може да видиш дека поддршката е голема. Кога за 5 минути сите разбра и сите ми звонат. Сега нешто е битно, никој да не ви побара пари назаем. За ако ви побара некој пари назаем, да знаете Дава не во е чек му е. Назаем не бараме никој. Назаем нема. Назаем не бараме никој. Назаем нема да ви Иван, побара. вака свесни сте по колку сати трошевте на ден или колку време исто потрошивте за да го креирате ова се или беше си седите дома, се слушате по телефон, мене ми текна ова, или некако се беревте, се групиравте, имавте
working sessions да ги речеме или било како. Значи во однос на working sessions имавме определен ден во неделата кога ќе се собериме. Ама нашиот бизнис модел е определен да работиме 24/7. Нема работно време кога ќе имам телефон или лаптоп, Така, дома не се да работам. Јас цело време размислувам околу бизнисот, како тој ќе се подобри, како можам да решам поголем проблем за да прават повеќе пари бизнисите. Значи не е бизнис моделот направен за да сум само пред компјутер за да можам да работам. Можам од сегде и секогаш да работам. И од прега се надоврзам само во однос на разбирањето од родителите. Ние се потрудивме, посебно јас кај моите родители, да го објаснам доволно како што ќе го кажам таму, да видам Так. дали тие ќе го сватат. Ако го сватат родителите со минимално знаење, тие со основно знаење 100% ќе го сватат. сватиле сите. Да. Значи тука патеше школото, на школо работевте. Да, мислам прв приоритет ќе биде бизнисот, ама нормално дека треба и училиштето Точно, да точно. клеме на таа листа. Па добро, кога ќе видиш, да не звучам обратно од сите, овие сите што се успешните од Microsoft, од овој Стив Джобс, Бог да си го прости, сите избегаат школа Да. и направија некој убав бизнис во смисла. Системот е тука да те направи ист, не да те направи различен, така да. Да, во смисла вашето размислување со кумбата, тоа сега на паузата го зборавме дека многу не бендисва во кој правец размислувате вие како млади од 16-17 години. Искрено во наше време не беше до толку, не дека немаше луѓе што размислуваа на овој начин, меѓутоа немаше може и толку алатки со кои што Точно, може немаше полесно прилика. да Не сум алатки, живото не ти бара едноставно, нас ке ни даја стотка и ни траеше цела недела. А сега живеете во време кај што сте на навистина зависни од финансиски средства, не е така едноставно, само да излезеш од дома, веќе трошиш стотка, само прагот што ќе опремиш. Ја велам така, зарачка се фаќаш и кој сега стотка не бе појќе е сега. Само За нас се појќе, ама за нив само да излезате стотка. Значи, живееме во такво време кај што да мора да размислувате на начин како би направиле ваши средства да ги олесните од дома пред се Во и школите да можете да трошите колку што сакате. како кога се вративте во школите имаше поддршка, имаше Да. еуфорија. Посебно понеделникот уште бевме ослободени од училиште, ама јас сакав да одам да ги видам другарите како се што се снимавме видено долго време. И мене убаво ме пречекаја со аплауз, мене многу кеф ми се направи. Се наполно Браво. срцето кога ги видов. Браво, себе и кој ми пиша, ти ми пиша, Да. така? Пред тоа јас имав видено уште некој друг тим од Битола и ми се смешавте, али друго ми е поентата. Мило ми е што ми пиша, што ти текна, иако ние не се знаеме, не се познаваме, ми пиша дали ќе може да не поддржите за нашата идеја. Од срце споделивме, нели, за да ви поможиме. И испадна едно, не знам, испаѓа како и ние да сме биле дел од нештото Да, со тоа што сме да, го да. поддржале. И затоа ние Си многу... викавме, победија нашите. Да, победија нашите, едноставно вашиот начин на размислување, пак ќе испомнам и другите дечки од Битола што победија, треба на некој начин да се шири меѓу другите млади наместо да се снимат за на TikTok со глупости, едноставно да работат на она што верват дека можат да го направат. А тоа е вашиот проект може да влези во еден поголем опсек, не е само како што кажавте вие на почетокот хотели и ресторани, тој може да се користи и во друго. Дали и Мој термин на болница. мој термин да. Значи може Сега во не се. функционира сегашното. Дали после еве уште сте под еуфорија, ама дали секој од вас во себе размислува многу посериозно за ова нешто што го направивте за да го развивате понатаму и вие да бидете едни од идните генерации кај што ќе идеме и ние ќе бараме спонзорство за нашата емисија. Па види, жално е толку добра идеја што дававме, рачунај да победи на натпревар меѓу 438 луѓе. Прво место, жално ќе биде да остане само така да фрлиме. Ба да, затоа ве прашав дали секој длабоко во себе си вели чекај, мора ова да продолжи, мора ова да Голема да би- одговорност. Тешко да се носи овој дух. Многу тешко. Две прашања до вас. Првото е до Марио. Марио, дали досад претходно нешто вакво слично сте направиле, сте продале нешто на некој, сте дале некоја идеја што функционирала, или ова ви беше прв пат вака? Мислам, мора од негде да се инспирирате или нешто да ви запалило претходно, па Па кога работевме во долго време, во летото имавме една мала продажба. Не беше нешто како сега што ни е Так. усовршено, туку беше многу поедноставно. Ама сега со новите алатки, со се што сме многу надоградени. и на кој продадовте? На клиентот сад. Значи во Америка продадовте. Браво. За што се работи? Што
Адвокат беше. Адвокат. Исто слично како асистент? Па чатбот беше тоа. Чатбот. За веб Така, страна. така. Значи тоа веќе си го направивте, си го продавивте, му функционира, него си го користи денес? Да. Супер. Значи, Второто прашање ми е. Ајде до Иван. Како стигнавте бе луѓе до Роберто Навали, баш вас да ве објави? Па имаше тој објавено стори, пуштајте идеи на мейло, имаме сигурно сите него му пишаја. Да, затоа ми е прашањето. И пиша Клај, пуштете на мейл со мало објаснување за идејата и некој ја ќе одберам. И ние пуштивме и не објави. Браво, значи Значи, сите вашата во браво. ја- Двајца бевме, не бевме само Така. ние, уште не имаше. Без разлика од 438, вие 20. и уште едни. Дали имаше некој проект од другите, тоест идеја, што ги видов, претпоставам ги видовте и другите идеи таму, што нешто о Вебендиса вас лично. Имаш. Еве нека кажи Иван, па после другите. Пошто верувам дека секој посебно различна Да. идеја Вебендиса, така мислам. Во однос на физички производ, има ја многу интересен нашата најголема конкуренција во однос на гласоите во финалето. Тие беа памет пакет. Има некоја интересна идеја за физички производ, како би се поедноставило образованието во основно, да се учат децата на интересен начин. Да, Тоа мене ми значи, остаи како впечаток од физички производ, а во Така. услуга има многу што се повторуваат работи веќе што постојат. Имаше едукативни платформи, например Next Step Finance, тоа мене многу ми се допадна, тоа е како едукативна апликација која ги учи децата за финанси. Тоа е многу потребно сега, мислам. Точно. Да. За да ги сваќат децата. Значи пак имаше некоја конкуренција која е голема. За мен исто многу ме вендиса Next Step Finance, особено покрај идејата, што идејата беше брутална, одлична идеја, платформа за учење, тоа сигурно ќе се бара. Треба малце подобро кога представам, мислам дека таа идеја беше достојна и за второ, за трето место, одлични беа дечките. И друго нешто А кај нив второ, што трето место зема е нешто, имаше некои награди или ништо? конкретно немаше, ама кај нив многу што ме бенди се уште купува културни, културата ни се поздравува. Тие беа да речеме најпријателски настроени и тие не А оставаа имаше најдобар некои впечаток. така што беа малце уфилмани, што не ќе многу контакт. Секогаш. Има секако, Да. да речи. Марио? Па и за мене памет пакет ми остаја најдобар впечаток, пошто и затоа беа второ место. Сепак тука бевме негде. Интересен производ што да ги учи децата преку кои ќе да учат преку практика, не само теорија да има на училишта, исто Next Step Finance и ми стаја голем впечаток што треба тока и младите денес. Тоа е, Што го значи, нема. ги едуцира како да менаџират со финансите Па, Така горе-долу. и да ја сватат веројатно вредноста на, Да. на парите. А колку тимови беа од Битола? Тројца. Во финале беа тројца, ама мислам дека многу имаше пријавено од тие 438 кои не поминаа на прв рук имаше многу. Така. Значи, збораме за само од Битола, тимови, не луѓе, тимови. Тимови, Значи имаше над 2-30 пример. Сигурно. сигурно. И супер. Па значи, Значи гледаш, до многу луѓе стигнало сепак нешто, стигнало, да. Тие Тие Принстер многу добро го организира. Многу добар маркетинг имаат. Да, ги гледаме, нонстоп ми излегвате, сега ми излегвате секој ден на Инстаграм први, значи ми излегвате со, како беше тој, Чеко. со милионот, со чекот, да, и ме радва дека се ве викнеа на појќе места и дека овие идеи вака се шират толку брзо и тоа е целта едноставно да се влија и на размислувањето на сите млади да одат во овој правец вие во кој што одите. И се надевам дека во блиска иднина ќе видиме нешто конкретно од вас. Сигурно. Не ме да се изгубите. И друга работа си смените профилните слики на Инстаграм да бидете малце по озбилни во смисла сликите ви се од деца. Јас ништо немам. Ти немаш ништо, да, Иван треба да се ја смени, мислам дека таму од дете ти е сликата. Сега значи влегвате во еден А дечки, ете доколку се отворите фирма за 2-3 години, што сметате дека поќе би ви требало, зборамете сега, потрошите дел од парите, дали би плаќале вработен, кодер, некој програмер, некој што ќе ви ја брка техничката работа, или би платиле artificial intelligence да го прави тоа за вас? Значи ние сме произведувачи на таа вештачка интелигенција Да. која помага на луѓето. Сега ако имаме бројка на клиенти која не можеме ние тројцата да ја постигнеме, нормално дека ќе вработиме некој со
еднакво или горе-долу знаење, Так. со нашето кое што ќе може да автоматизира процеси, како ние што ги автоматизираме, тие се многу сложени процеси. Во текот на автоматизација излегуваат премногу проблеми. Да, багови Знаеш така, како да, ти, претпоставувам. да се- некој Треба заприка трпение. тој проблемот, Да. ама имаш 300.000 блокови, 300 линии кодови и сега ти најди го. И тоа е на запирка е. Точно. И треба трпение за ова да се постигне, сепак не може секој ова да го прави. И да се надовар замисла. Па тоа ми беше прашањето, дали би платиле некаков си платен artificial intelligence, што би бил подобар со кода или со сетото, или според вас би се подприле на human being, на човек? Човечкиот Значи, фактор. доколку може нешто да се автоматизира со AI, зошто да не, ама сепак човекот си е човек. Ние идејата која пишевме, која создававме, Так. една буква немаше со ChatGPT напишано, која аплициравме, или скриптата тоа што го кажувавме, во 90 секунди во трет круг или презентацијата. Една буква. Па и една очите не ви точка. беа ко мене, Нема artificial се, значи, intelligence си гледавте в камера, да. Значи да. има и една мисла многу интересна која е поучна. Човечката креативност не може да ја замени тоа една вештачка интелигенција. Тоа многу се покажа кај нас корисно. Ние која пишавме скриптата за во финалето, четвртиот круг, јас направив на ChatGPT една скрипта која ќе можам да ги споредам, да видам како емоционално тие ќе влезат Так, во так. кај инвеститорите пред нив, како ќе се покажеме. Нашата излезе многу подобра, човечката креативност ништо не може да надмени. Да ја замени Ништо, точно. таа на ChatGPT беше нешто погоре од лоша. Значи и такви споредби правевте. Па Значи мора, толку сте да. влезени во нештото што да, многу ме Воглавно ако добро му презентираш и му раскажеш на ChatGPT, може и горе-долу некако да ти ги поврзи најдобрите комбинации, али сепак нештото треба да го даеш ти. Па како што кажа ти дека креативноста не може да ја замени artificial intelligence, човечката креативност што имаш и во моментот. Дур вади слики кај што сме со 7 прсти вака, не ни да може реагира, ништо. да. Дефинитивно. Сите тројца после ова имате некој сон или претходно сте го имале. А може му се сменил во меѓувреме. Може би се сменил во меѓувреме. Кој е вашиот сон еден по еден, сакам да ми кажете. Ете дека микрофонот во мања јас ќе почнам. Сонот основен... Не мора да извини што прекинам, не мора да е поврзано со Не. баш со ова идеја. Твојот сон за во иднина. Значи за мене сонот е слободата. Да не морам да се секирам дека мајка ми ќе има проблеми со некој медицински аспект, дека ќе е болна од нешто, јас дека ќе не можам да го приуштам тоа. Или па дека ќе треба да работам некоја работа која што зависам од шефот, ќе ми се инатила. Не можам да Неките 9 to 5 jobs. Да, никако тоа. Значи сакам да имам слобода сам за себе да си работам, да работам колку што сакам, да можам да си купам тоа што сакам, да не зависам од никој едноставно, посебно од нашиот систем. Да заштедам време истото. Истото, потполно. И јас исто, само што Да има поќе време за втеретана тој. и тоа, ама кога можам да си ги приуштам сите работи што ги сакам, што ме исполнуваат, е тоа што јас ќе мислам дека ми е сон. Например, сакам тоа, можам да си приуштам тоа. Сите работи кои ме прават среќен мене. Што те прави среќен тебе, на пример? Пример, Една работа што те прави. возила ме прават мотори, Значи по колите и по моторите. шетање, до пример во други држави, такви работи. Кои можам да уживам, до Така, тој степен така. веќе кој стигна. Така, тоа интересно е што го кажа ти Иван дека не киш да бидиш зависен. И тоа е веројатно суштината. Што мислам дека и Суштината. нивните генерации ретко кој сака да работи онака стандардна работа Па да, и- од 8 сати. Дури и гледам многу често ваши врсници се впуштат во крипто трейдање, во акции и такви работи. Има такви води кај што се пуштат средношколците, нашите врсници, ама за да го знаат тоа треба вештина. Точно. Не може само точно туку тоа. така да вложиме пари во крипто без да имаме Јас со еден никакво клик изгубив знаење. 1000 евра со крипто, значи Треба вештина, Познато, мора да. знаење. да. Подлога сака. Значи има пари во тоа да не се разбереме погрешно, има многу видови на пасивен приход. Точно, ама не може да го направи секој, што не може Да, секој фудбалер да стави Точно или да свири гитара. Значи, вие не го бирате полесниот пат, вие го бирате Ајде, Катастрофално потешкиот. тешкиот. потешкиот, Да ама кажем. па тоа е што носи успех. Така? Јас се водам по вака, значи има за патење и задоволство. Ако имаме задоволство на овие години, ќе патиме на 30-40, кога нема да се приуштиме работи тогаш. Ако патиме сега, ќе имаме многу задоволство потаму. Што ќе си измачиме пример, сега имаме најмногу сила, најмногу енергија. можеме точно. да грешиме сега пример ова земам, пример банкротираме, можеме се вратиме, ама јас не можам да банкротирам на 30 кога имам две деца Еј, дома што ме 30 чекаат. не е многу стар, да знаеш, Е, јас значи, 38 имам, нема презен, значи јас ја дедо Ама- да видам.
Кричиш на 40. Пример, кога имам две деца, Се се смеам, гледам да. тоа И јас имам што две Јас деца. имаше две деца, убаво со две деца. И затоа бирам сега патење, затоа што го имам задоволството. И сега имам право и на грешка, оти сум уште млад, а тоа што ќе немам. Па добро, Тоа јас грешка. потполно се сложувам со тебе, само не би го искористил терминот патење, затоа што вас ви е ова, како да речам, да, потежок начин е, ама ви носи поголемо задоволство. Тоа е уживање. Тоа е исто како ние со студиото, секогаш го кажувам муабето, ние сами си го направивме, помажува ја жена ми, татко ми, зет ми, делче по делче, како што можевме го направивме, сега е такво какво што ние преубаво ние нас и знаеме дека ние си го направивме. Ние си порачвавме од сегде од кај што можевме дело и работи. И тоа е наш успех до кај што е. Тоа што го правите вие, не мора да е патење. Да, напорно е, нервозно е, тешко е, ќе има сопки, нормално е да греши Тоа е дел од човек. планот. Тоа е дел од планот, ама после како што кажа ти, на 40 и поќе, не од 30, тогаш ќе ја осетите бенефитот и задоволството и се надевам дека вие до 40 години ќе бидите едни од најуспешните македонци, ќе бидите тука во Македонија, а не да замините негде во странство. И ве молам кога ви звониме вие да крените, не да ни се јави. Да, некој и да не јаки оите во пишал. Скопје, во Битола да останете. Не, само се доврзам, само тоа патење, на пример, ајде за пример на тренинг, сега на пример на секој му било поубаво да легни да си се покрие тоа. Еве, Ама патење, на пример, стануваш ладно и дурдолиш теретана, па таму се мачиш, во тоа No смисла pain, патење. no gain. ти Е, знаеш. така. no gain. И од после го имаш задоволството што тоа си порас, на пример, мускул, се чувствуваш подобро после тренинг. Е така, примери, Точно. со во бизнис, во сите тие работи. Точно, многу ме бендисва како Мора размислувате. жртва да даеш било Да. кога за да успееш. Затоа што искрено ви кажам, еве ние јас за мене лично ќе ви кажам на ваша возраст кога јас така не размислував, беше малце друго време. Поинакви времиња. Пиеме, да се журкаме. Пиење, излегвање, журки, женски, сега не дека и вие не размислувате за женски, фала Богу, само денешното време, иако мислиме дека на многу начини е полошо, вие сте доказ дека не е така, затоа што секое време си носи своји предности и Може недостатоци. само речеме дека е поинакво време. Да, поинакво време и вие го користите сето ова во поинаквото време многу правилно и јас би сакал да имаме секој ден гости како вас, не мора да се од Битола, да се од Македонија, кои што размислуваат на овај начин и женски имате? Јас не. Не. Сега чекај милионо го заедно, ја Сега допрема. милионо, чекајте сега повици, Да порачи. речеме сега се пријавувате на преварот и некои други имат истата идеја. Имавте резервна идеја, нешто што ви беше помалку функционално, ама ако не го правиме ова, би го правеле ова. Нема потреба да сменим идеја. Знаеме дека наша Не, дали имавте случајно резервна идеја или нешто што помалку ви се бендисало, па сте го скокнале, сте продолжиле на ова? Видете, значи, ние почнавме од почетокот, како што кажа Марио, од почетокот со многу прости чатботи, многу Так. прости асистенти. Како што оди времето напред, вештачката интелигенција оди напред, ама ние одиме заедно со неа. Значи, секоја нова алатка, секоја нова услуга која можеме да ја нудиме, ние одиме заедно со неа, значи. Ние сме најнапред, ако има са некој понапред во времето да види што ќе има па да се врати, тогаш би можело да има нешто слично на нашето. Потрошивте нешто од джеб, плативте некакви си Да, да, алатки да. за да функционира, пошто гледам дека Јован има се плаќа по добрите работи, нема ништо бесплатно. Јован? плативне, значи инвестиравме во да речам плативне. Тие што коеше гласањето, испечативне флаер за да му давам на луѓето. Так. Да, имавте и така? Да, Да, да. Не знаем за тоа. То колку е скапо неколку флаери, 600 флаери тоцка да испечат. Така, така. Ке би Не, скапо. мислев од ај алатки дали нешто плативте да За плаќање не поентата беше дека за да вистина да почне систем 4 во полн потенцијал, Така. ни треба финансиска помош, Да. затоа и се пријавивме на преварот, Така. ама еве да ви покажеме дека и без пари можеме да го направиме Така. брутален. А замислете со пари како Со ќе го пари, да. направиме. Па затоа ви ќе имате, Тоа беше се памет. надевам дека после ова ќе имате и некои, тие ги викат бизнис ангели, инвеститори, кои што во вашата идеја можат да вложат, едноставно, ако сакат да вложат и да ја развивате и да ја донесете до некое ниво кое што ќе биде после, кој ќе ја пуштите во продажба, во комерцијала, да си биде се како што треба и да биде, да речем, користена и купена. Така да во иднина, очекувам јас, а мислам дека и вие очекувате дека
ќе бидите контактирани и дека ќе ве барат луѓе ако никој не ги побара. Имате официјални веб страни, Да. профили што се стеби, не ваши приватни, него на тимот. Наши персонализирано за нашиот тим моментално немаме, ама покот сигурно дека ќе направиме наш домен, наша веб страна, наши мејлови да функционира, се уште да функционираме како тим. Луѓето имаат повеќе доверба во нас кога ќе имаме ние персонализиран бренд. Точно, да. Да, па тоа ќе си работите до прва. Да. Ама треба да- Марио теретаната нема да ја остави така да ќе му барате време да оди теретана или ќе си направите канцеларија и ќе си клаите теретана во канцеларијата. За се има време, само требува да се менаџира со времето. Точно. Ти ми изгледаш дека си добар менаџер и ми изгледаш како длабоко дека ги анализираш сите Па можеш работи. кога ќе вежбаш на нозе и да си пишеш кода и тоа се комбинира. Да. Иван ми избега мислата. Гледам дека многу длабоко ги анализираш работите во тоа што го работите сега. Дали и во секојдневието си таков анализатор на нештата? Да, тоа е дел од мене, јас да ги анализирам нештата. Тука идеме и до нашиот образовен систем. Зошто да не ми е прв приоритет училиштето или сите тие работи кои што се веќе да старени или па никогаш нема да ми требаат понатаму во животот, зошто да одберам вештачка интелигенција. Сето тоа размислување се постигнува со истрага. Како завршиле сите луѓе што учеле, што имале петки, што имаат дипломи и така натаму и така натаму. Јовче, затоа е сингл, многу ги анализира женските. Мислиш дека не само ти, него сите тројца, пошто сте во оваа работа, дали еве сега сте средно. Кој е вашето мислење за образовниот систем моментално што го учите вие секој ден што сте на училиште? Вашето мислење кое е? Моje мислење е дека образовниот систем е веќе неколку децени уназад. Мора да се вметни вештачка интелигенција, некои работи кои веќе одат кон еднината, не мора ние да станеме со минатото и да чекаме да ни воведат во образовниот систем нешто ново. Не можеме сами да си учиме нови работи. Так. Сега ако се вметнат тие во образовниот систем, многу понапред ќе замени. поќе ќе истражуваш. Како темел да бидат, како дел од образовниот Да. систем, а не да биде тоа ad hoc како сега што е секој сам што си изучува работи што го интересират. Дечките што си работеа на нивните програми, кој за музика, кој за кодирање, кој за не знам што. Факт е дека да, образовниот систем не е доволно адаптиран на денешницата и тоа е жално што едноставно дел од работите што ги учите наместо да ги учите таму, вие мора надвор од школото да ги учите. Ти, Марио, што мислиш? И јас мислам така дека е застарен, пошто, на пример, вие сте учеле пред многу години и од тогаш во денешницата нема многу промени, некои ситни промени се. Аспектот е од тогаш и сега многу промени. Да. Основните работи ги нема. На пример, за ChatGPT само се спомнува на училиште, а има уште еден куп алатки кои кои се основни, сепак кои се спомнуваат, ама на училиште ги нема тие. Так. Мислам, уште, тоа е техничко, уште учат C++. C++ се учеше од 70-тите години, истата книга, исто е се. Мислам дека тој јазик веќе нема ни потреба да се учи. Би требало пред да се запишеш техничко да го знаеш, пошто е ептен основата на basics да се. На факултет? Имате размислување кај сакате да продолжите, на шо? Јас активно пробам да анализирам, да размислам каде би можел да одам на факултет, дали воопшто би одам на факултет, така да уште сум во процес на размислување, не знам. Така, рано ти уште. Да, имам уште 2 години, уште 2 години. Уште 2 години. Ајде, Марио па Јован. И јас исто размислувам, први не знам, времето ќе покаже дали треба или не треба, до тоа што се може да се мени, на пример, кој што се мени ова сега со надпревар. Да, Так. дефинитивно. Се менува, не знам. Дали мислите дека факултетот во денешно време, оти факултетот е као останато од некогаш, мора да има факултет детето, па дали после тој ќе биде или нешто или нема биде, не е битно, битно е да се има. Дали мислите дека факултетот може да ви донеси нешто вас за понатаму нешто што би го правеле? Тежината на факултетот. А те одиш на факултет, дали мене факултетот ќе ми даде нешто? Да, ти ќе го завршиш, вие сте добри дечки, ќе го завршите факултет. Што ќе добиете? Тоа зависи и од како факултет са. Ако учиш медицина, ти Точно. треба. Точно, Да. да ги За овели. правен систем ти треба, ама ако планират да се занимаваат со нивни приватен бизнис, Не треба факултет.
Моje мислење е дека како треба веќе да се заврши факултет, имаме две струки кај што мора да ни дат што ни треба факултет. Тоа е прво медицината, за да се стане доктор, хирург, специјалист, мора факултет, мора некој со поголемо знаење да не научи на тоа. Не можеме тоа од интернет да го научиме или од ChatGPT. Второто нешто е правото. Значи за да се стане адвокат, нотар, судија мора да се заврши правен факултет. Тие два факултети се морални за работите. И мислам дека треба џандарите факултет да завршат, не може со 3 месеци курс да влезат џандар. А и уште еден факултет мене сега ми текна. Во Охрид има факултет за гостителство. Има. Значи, тој факултет си функционирал на времето и сите стари што ќе ги видиш сега постари, да речам келнери, шанкери, сите работи. Цела наука, бонтон. Цела има. наука, Од бонтон. која страна се носи јадење, од која страна се тура вино, како Точно. се тура. Да, точно. Тоа денес го нема, пошто гледаме само млади дечки кои што работат. И тоа е уште еден од факултетите кои што мислам дека може да му донеси нешто на луѓето. Ама вие, еве како што кажавте, Јован ти не кажа. Се гледаш на негде на некој факултет нешто. Па, имам одлука донесено, дали да или не остане изненадување, каде и то не остане изненадување. Не, А за факултетите општо што мислам, слично како вас, има некој што треба, медицина ова, нормално ако ти каже некој е доктор со 8, сега ти нема, ќе се уплашиш да не со Google е доктор. Со Со Google е, ChatGPT. да, со ChatGPT. Че да правим нормално. сите Значи, се- че нешто надвор ми вика и нема да се вратам на болница. Абе сега, ете, млади родители, ова, она, ќе, не знам, носом му течи, ќе напиши на Google, носом му течи, што да направам, ме разбираш, нема да оди на Google доктор. ќе му речи рак на носот и толку после. Дечки, последно прашање, мислам дека време иде за збршиме Ево, емисијата. дрежија ножици Се вадат. зазборавме. Дали се гледате како креатори или ете како да речам бизнисмени или не знам Предприемачи. газди на предприемачи, да, на една работа, пример би се фокусирале на ова систем 4 и би го работеле да го надградите до да биде, не знам, перфектно светски бренд и така натаму, или се гледате себе си кај што работите на поќе различни продукти, производи или интереси истовремено во животот. Дали би се зафатиле за една работа која што прат американците, ќе земи да биде глумец и ќе стигне до Холивуд, ама не знае да си смени сам сијалица, или кај што си правиме се сами, во се по нешто знаеме, ама во ништо не сме најдобри. Која е вашата, мислам, како вашиот мајндсет околу тоа? Моje мислење е, мој менталитет дека доколку се фокусираме на определена област, на определен сектор, ете во нашиот случај ќе биде бизнис со автоматизација и креирање контент. Ако се фокусираме само во тој бизнис, одиме колку е возможно потесно и подлабоко ќе стигнеме до ненормално високи резултати. Ние напоменавме дека нашата идеја е вредна милиарди за неколку години. Тоа единствено се постигнува со многу работа и само со фокусирање во нашиот сектор, со определен ниш, се вика на англиски, на македонски збор. Браво. Според мене, убаво е да си специјалист во нешто, убаво е да знаеш сијалица смениш. Да си 90%, што е 100% да си настроен кон нештото, при тоа ако ти дојде некој проблем, да знаеш да го решиш или да знаеш да се снајдиш. Сакаш, ти убаво е да знаеш нешто. Еве го, Справедливоста е исто, да. еве ги овие позитивно. тројцата знаат тоа да го прават, ама ако ти се најде некој проблем, чекај, знам ова го решам, или познам некој друг што може тоа да го реши. Сепак и затоа е исто битно со луѓе. Ти, Марио, овде одма ја тргаме теретаната, не важи, збораме за работи. Па добро, може да се гледаш и како тренер, фитнес тренер и така натаму, настрана од што ова друго би го креирал. Дали би сакал, дали се гледаш така или сакаш стрикно на едно нешто? Не, и мојот мајндсет е така, доколку се специализираш во една област, научиш се за неа, тоа ти е Да. обсесија, дека не можеш да не успееш во тоа нешто, онака. Кога тогаш ќе излези на видели на површина нешто. Само треба трпение, труд да се вложи во нештото. Јас многу сакам да голем дел од младината размислува како вас и исто како претходно што беа дечките, пак сум пресреќен што слушам вакви муабети од млади деца од 16-17 години и се надевам дека вашиот импакт што го имате сега претежно овие дена, пошто е по тазе вашата победа, сегде ви има на интернет, се надевам дека многу ќе влие исто на размислувањата на младите
И јас знаете како ве гледам, ќе ви кажам сега, ве гледам на пример за 10 години како успешни предприемачи, во кои што вие сте тие кои што ќе помагате, како сега што се случи со надпреварот со Брейнстер, кои што вие сте тие кои што ќе помагате во поќе области на младите да креират и да бидат вакви какви што сте вие. А како што кажа ти преге, тоа е многу уба работа, што рече сега патиме, а после ја имаме придобивката. Вие сте пример дека не мора да се пензионираме на 64 години, вие можете да се пензионирате и на 40 со активна работа. Ако сега продолжите да го правите ова што го правите моментално до 40 години, после двете деца и ќе си шетате како што кажа и ќе си одите наваму натаму, ќе работи некој друг за вас. И тоа ви го посакувам наискрено. И се надевам јас дека образовниот систем ќе се смени. Ќе се смени ради ваквите деца. Затоа што сметам дека на 15 години детето е премало да одлучи што сака да биде, а уште имаме стручни училишта што нигде во светот ги нема, се учи гимназиско образование, кај што добиваш од се по нешто и кај што во тој период одлучуваш кај сакаш да одиш. Са тој учи техничко, тој учи горната, тој учи долната, односно стопанско на тотално други смерови. А уште не сте завршени, значи на средина сте од средното образование, а веќе размислувате да работите и да функционирате поинако од тоа што го учите. Така да мислам дека ни 10% од децата на ваша возраст не продолжуваат на факултет или да се занимаваат со средното што го имаат, валјда, освен гимназија, добро гимназија. Иако сум стручно се согласувам со ова што кажа. Да, јас бев стручно медицинско, после продолжив на драмски факултет, значи нема допирна точка, затоа што на 15 сакав да бидам доктор, да ги спасвам сите и така натаму, ама на 17-18 години кога веќе, знаеш, влегуваш во пубертет, те удират хормони едно друго, почнуваш поинаку да размислуваш и струката тука беше окей во социјализмо, кога со средно работеа сите имаа струка, беа мајстори, беа некои занаети, ама мислам дека не функционира. Марио, сакам да го прашам, пошто ми спомна интересна струка, транспорт и шпедиција. Имав јас допирена точка со транспорт и шпедиција, претходно кога работев во една фирма. Тоа е една интересна, многу интересна област која што транспорт и шпедиција нема никогаш да умри, никогаш нема да некој да ја го замени. Каков е, искрено не знаев дека има транспорт и шпедиција кај нас во Стопанско. Каков е начинот на учење транспорт и шпедиција, како во стручноста, како осеќаш ти дека е поставено сами образовен систем? Според мене е убаво поставено. Немавме пракса, од ова година воведе пракса, што ги учиме сите видови на сообраќај, ама од ова година почне пракса да има, што е многу плюс за училиштето, одиме во железничка, да ни покажува таму како се работи, одиме в пошта, таму гледаме со пратки, едно друго, одиме во Транскоп, гледаме таму како е, но се подобрува тоа, а тоа, кој што рековте, никош нема да умри, ке треба тоа. Вистина е работа што можеш и да заработваш, што има такви работи и го има цело време. Посебно со тему сега, транспорт и шпедиција. Да, знаеш, и пак ова што го направивте сега како идеја, рековме дека може во поќе области да се примени, може да се примени и во транспорт и шпедиција, така да може и во иднина си размислувате сите на своја страна, кај би можеле да го понудите и да го направите. Одлично, браво. Може, се има транспорт, например, едно пакетче се однеси за чоколада, треба се однеси до продавница пак со транспорт. Се е транспорт. Се. Затоа ти нема никој што да умри, тоа не може. Секојаш ќе се јади, јадењето треба да се транспортира негде, ако ништо поќе, за тоа барем да можеме да правиме муавет. Фала многу што дојдовте, фала многу што ни се обративте, тогаш и како што ни се обративте тогаш, сакаме и во иднина да ни се обратите ако имате некоја потреба што ние можеме да ви поможеме на било каков начин и да бидиме дел од вакви победници и ние да се осеќаме победнички, така да ако сакате нешто за крај можете да кажете како една порака, како не знам што да очекуваме од вас или било како, слободно можете. До вас имам само фала ви за поддршката уште од почетокот. Фала ви за тоа што не поканивте на оваа емисија да поразговараме, да си кажеме нашите мислења, да видите вие што мислиме, другите што мислиме, да не види се преку медиуми. И јас му реков на Иван, ако победите, борџите кафе. Тој рече кафето е најмал проблем, така да се си борџите, мислам. Да. Сега ќе одиме. Ке се договориме без. Фала ви дечки што дојдовте и
нас ни е мило заради тоа што иако ние вас на еден начин ве презентиравме и ви помогнавме, тоа е обострано и вие нас исто. Сад вие сте попопуларни од нас моментално. Гледам на многу телевизии бевте, на многу емисии, така натаму и допрва ќе доаѓа вашето време. Така да ни е мило што ете сме дел од една успешна приказна што допрва ќе се билда и ќе се гради во нешто многу подобро. Ке не земите до пензија кај вас да видиме, да не видиме вам кај овај кај онај, ја ве имаме наши деца. И вас ако ви треба нешто слободно барајте не. Не знаете струката веќе. Сега знаеме да подетално со што се занимавате и Ако ни направат автоматизиран монтажер да не го мачиме Кико, да не го мачиме Кико, сами да да. се Тоа менват нема. кадрите, кои што Кадрите. ќе зборат таму да се тоа ако го пушта. направите, готово. Тоа ќе биде за нас Кико, најголемото ние ќе те леснување. пензионираме тебе на многу млад. Не бе, тој ќе си седи со нозете качени горе, што нема гајле. Кој имаме ние вакви деца. Поздрав до сите, се гледаме наредна емисија, се надевам ќе имаме многу вакви емисии со многу вакви млади дечки. Позитивни. Чао.